Назад сме во живо од студиото и во овој термин од 17 часот, како што најавивме, ќе го слушнеме интервјуто на колешката Лепа Џундева со министерот Дамјан Манчевски. Имено јавната администрација, прашањето со јавната администрација и оно што се има како перцепција за неа во пресред на извештајот од Европската комисија, отворено прашање помеѓу останатите кои што ја тангираат владата. Освен ова, Манчевски и колешката Лепа Џундева разговараат и на некои други теми секако. Така, освен јавната администрација во однос на тоа што досега е сработено, на што допрва ќе се работи, секако разговара и во однос на тоа дали премиерската метла се очекува да заигра и во дворот кај Манчевски, односно во неговото министерство, но сепак ние да не должиме многу во продолжение да го погледнеме токму интервјуто на колешката Џундева. Да, а потоа се враќаме овде во студиото, отворени се телефонските линии и откако ќе го проследите, односно одговорите ќе ги проследите од Манчевски, слободно можете во контакт со нас ваши коментари. Се враќаме за отприлика 15 на минути. Министер Манчевски, на почетокот на годинава вице-премиерот Бујар Османи прогласи вонредна состојба во администрацијата и најави дека цела администрација ќе се мобилизира, почнувајќи од службениците па се до оние на највисоки функции со цел добивање на позитивен извештај на Европската комисија. Тоа би требало да биде отприлика за 2 недели. До каде сме? Што се случи? Што е сработено? Во основа, сето оно што е во нашиот план и во стратегијата за реформа на јавната администрација, и оно што беа конкретните очекувања од страна на Европската комисија, мислам дека на време ги завршивме и ги исполнивме. Извештајот ќе биде објавен многу скоро. Јас сум навистина уверен дека повторно ќе имаме оценката дека сме постигнале добар напредок во реформите на администрацијата. Но ова не завршува овде. Значи, извештајот ќе дојде и ќе помине. На крајот на денот ние затоа толку инсистираме да почнеме веднаш преговори со Европската унија, затоа што токму тоа ја мобилизира администрацијата, односно целиот систем. Има очекувања конкретни рокови до кога што треба да се направи. И тоа ни е најдобрата гаранција дека ќе успееме во овој процес. Токму и затоа нашите пријатели од Европската унија викаме дека ни треба почеток на преговорите за да не е толку за нив, туку за да ние станеме подобри и граѓаните да ги почувствуваат резултатите од тие реформи. Што конкретно е сработено во администрацијата? Значи, како што веќе кажавме, сите оние чекори што се од стратегијата за реформа на јавната администрација до сега и денеска токму го објавуваме годишниот извештај за реформата во клубот на пратеници, ќе се презентира целата лепеза на мерки кои што се исполнети. Во делот на она што беа очекувањата од Европската комисија, навистина во делот на деполитизација на јавниот сектор, ќе кажам, го предложивме законот за висока раководна служба, кој што треба да биде еден од главните мерки, почетокот на деполитизацијата на системот. Тој веќе над 30 дена објавен на ЕНЕР и го коментираат било која заинтересирана страна. Заедно со Европската унија влеговме и со СИГМА, која што е меѓународната организација надлежна за реформа на администрацијата. Влеговме во еден процес на хоризонтална функционална анализа, која што на крајот на оваа година треба да ни го даде целосно новиот изглед на организацијска структура, на шемата на институциите, на јавниот сектор. Ова е една масовна операција и ние веќе го завршивме, имаме предлог текст на Законот за организација на органите на државната управа. Тој ќе биде презентиран на јавноста сега многу скоро, да видиме кој што размислува од страна на другите заинтересирани страни. Треба да придеме и до опозицијата, затоа што ова е двотретински закон, но во основата на големата промена што следува. Ако се усвои Законот за организација на органи на државна управа во ваква форма како што е, тоа значи ќе треба да се потоа усогласат стотици други закони кои што регулираат работа на поединечни институции. Со прости зборови, што значи ова? Институции ќе се намали бројот на институции. Некои ќе се укинат, некои ќе се спојат, можеби ќе треба да се формираат некои нови, ако не верувам дека ќе имаме таква појава, освен можеби во делот на IT секторот некоја нова дигитална агенција, но генерално ќе имаме средување на хаосот на формирање на институции без ред кој што случува со децении. Од ова ќе ни излезе и списокот на луѓе што се вишок во јавниот сектор и треба да финишира со она што го најавуваме со конкретна понуда до приватниот сектор
и рераспределба на луѓето. Зборувате за големиот број на вработувања кои што буквално провеува како проблем во јавната администрација. Токму најавувавте дека ќе има можеби и префрлување од јавниот сектор во приватниот сектор. Ќе сакаат ли овие луѓе да се префрлат во приватен сектор? Како ова ќе се реши? Прво, апелирам до сите за инволвирани страни во овој процес, а тоа е ние како влада, вработените, синдикатите и приватниот сектор, стопанските комори, прво да го сочекаме да го видиме предлогот пред да го коментираме дали некој ќе прифати или не. Затоа што според нас она што треба да значи овој предлог е вин-вин-вин ситуација за сите. Владата, односно државата, ќе издвојува помалку пари за плата на вработените во јавниот сектор. Приватните фирми би требало да добијат кадар кој што им недостасува, а кој што ги чини помалку, затоа што во одреден временски период државата ќе плаќа за нивните придонеси. Вработените ќе треба да добијат многу поголема сигурност на своето работно место, затоа што видите, статус кво ситуацијата не може веќе да остане вака. Ние овие анализи ќе ги направиме. Ние сме социјалдемократска левичарска влада и викаме нема никого да отпуштиме. Значи никој нема да остане на улица. Но да остане вака како што е невозможно. И затоа им нудиме на овие луѓе. Да, ние нема да ги отпуштиме, но таа анализа ќе остане. И можеби некоја следна десничарска влада ќе ги отпушти сите, без да ги праша сакаат или не сакаат. Ние ќе се обидеме да на овие луѓе им дадеме привлечен пакет со кој што ќе бидат многу повеќе сигурни во своето работно место во приватниот сектор. Таму ќе бидат искористени, таму фирмите имаат потреба од нив. Ако овде со функционална анализа се покаже дека едноставно се вишок, денеска и следните можеби година-две нивното работно место е тука, но не се знае за воиднина. И затоа велам, ќе треба да биде на еден со едно општо разбирање од сите страни. Малку да објаснам малце за граѓаните каква е состојбата, затоа што и самите велите администрација, тука и ние како политичари грешиме и грешевме доста кога се изразуваме. Јавната администрација се само луѓето што се вработени во органите државна управа, тоа е централната власт. Од 143.000 отприлика, едва и 16.000 се овде. Се останато, образование, здравство, труд и социјала, јавни предпријатија, акционерски друштва, привремени договори, се е тука во останатиот дел. Во министерствата, само во министерството има едва и 4.000 вработени, со се подраченици со се. А на нив, на овие луѓе, паѓа најголемиот товар и од реформите, и сега преговори, и се она што се очекува од системот. Така што ќе треба детални анализи ги правиме, во финална фаза сме на нивното извршување и во однос на резултатите ќе отвориме на јавна дебата, ништо нема биде тајно, ништо нема биде преку ноќ со изненадување и со опозицијата, и со синдикатите, и со сите, невладен сектор заинтересирани страни, за да го разберат проблемот, го разберат концептот, предлогот кој што ги имаме, за да на крај биде успешен. Гаранција за успех нема. Ама мора да се обидеме нешто да направиме, затоа што навистина можеби сум субјективен. Ама прв пат, не кај мене лично, гледам во оваа влада, кај премиерот и кај коалицијските партнери, прв пат волја од страна на власта ова да се среди. Да, верувам дека граѓаните многу работи очекуваат и побрзо се случуваат. Временски период кога би Исто и јас, сега да го зборам ова, јас доаѓам од приватен сектор и се нервирам со административни процедури. Но тие се и такви се. И мораме да го работиме по закон. Јас сега да го кажувам тоа, првите видливи резултати од овие реструктурирања ќе ги видиме на крајот на оваа година. Но овој процес ќе трае, затоа што ви кажав, само промената на закон за организација на органи на државна управа значи усогласување на стотици други закони. Значи се ова треба во собрание процедура измена на стотици други закони. Ние сме го направиле, значи кога правевме измени на Законот за административни службеници, Законот за вработење во јавниот сектор, исто усогласивме стотици други закони, и тоа измените беа мали, и сепак траеше со месеци. Овој процес ќе почне сега, оваа година, втората половина, видливи резултати ќе има на крајот на годината, ќе продолжи во 2020 година, за да конечно се усогласиме со она што е нова организацијска поставеност на институциите во системот. Каква е фактичката состојба во министерствата, каде има најголем проблем, каде има најголем број на вработени, како ќе се решава тоа, ќе се префрлуваат од едно министерство во друго или како? Па ви кажав, од министерството во основа нема проблем, затоа што
За жал и голем број на луѓе не напуштаат. Знаете, тука има искусни и високо квалификувани кадри кои што долго време работеле во институциите. Немале можност за унапредување. Претходната влада, не знам, имала таква политика да имаме луѓе кои што се помлади соработници 15-20 години истото работно место и не биле унапредени. А работат, извршуваат работни задачи кои што се далеко над нивната одговорност, па и плата. Ниту преку ноќ законот не ни дозволува да бидат унапредени. Дел од некои овие проблеми сега ќе адресираме со дополнителни измени на законот на административни службеници вработени во јавен сектор, но проблемот е дека голем број на овие луѓе си одат, ги напуштаат, особено министерствата. Имаат контакт со меѓународни организации, имаат контакт со приватен сектор, имаат контакт со невладини организации, со стопански комори, кои што ги идентификуваат како квалитетни кадри, даваат понуда која што нормално повеќе плаќаат колку што можеме ние, и вело ги си одат. Така што ви кажав, во министерството имаме едва 4000 луѓе во сите министерства, во сите подрачни единици вкупно. Во министерствата не е проблемот. Проблемот е во овој другиот дел на јавниот сектор, но нормално се е во игра. Прераспределба, преминување едно во друго и сега се случуваат, мислам, такви ситуации имаме, едноставно се превземаат луѓе од едно во друго министерство, тоа е жив систем што секој ден се случува, но ќе треба сериозно да видиме и што е потенцијалот кој што лежи во оној остатокот на јавниот сектор, да видиме што можеме да превземеме ние тука и пак ќе кажам остатокот да се обидеме со приватниот сектор да најдеме заеднички интерес. А што се случува со оние така наречени рамковни вработувања или барем оние кои што зимаа плата не одат на работа? Ми се чини дека бројката беше околу 1600 барем пред неколку месеци, ако добро се сеќавам. Како се решава овој проблем? Па голем дел од нив веќе се распределени и завршени постапките, тие се на работа распределени на местата согласно кои што и ги ја презентиравме акцијскиот план и информацијата на влада. Водечка институција тука беше секретаријатот за спроведување на рамковниот договор. Ова бројка е дефинитивно сега многу помала, но точната бројка ќе може да ви ја кажа таму, односно сега во новото министерство што ќе биде за односи помеѓу етничките заедници. При крај, значи не знам, очекувам дека сега откако завршија изборите и се прогласи официјалните резултати од изборите, постапките можат да продолжат од денот на распишување на изборите до саботата кога ДИК ги прогласи официјалните резултати. Имавме забрана за било како вид на поместување било каде. И имаше застој во тие неколку месеци. Сега постапките ќе продолжат и очекувам тој проблем и финално целосно да биде решен многу брзо. Владата ве задолжи како министерство да формирате тим кој што преку секретаријатот за европски прашања ќе доставува извештај до Европската комисија до каде сме со реформите. Го формиравте ли тимот? Кои луѓе се дел од тој тим? Да, има тим, тоа редовно се репортира. Имаме годишни состаноци каде што известуваме за состојбата со реформата на јавната администрација. Луѓето се луѓето од институциите, луѓето од нашето министерство и другите клучни институции. Колку луѓе број тој тим? Бројот во тимот се менува во зависност од потребата. Значи, тука имаме голем број на институции кои што рапортираат во одредена област. Некогаш праќаат по еден, некогаш по двајца, некогаш по тројца луѓе, во зависност од што е актуелноста на темата. Битно институциите што се клучни се присутни и во тој дел тоа е процес кој што си тече и е сосема воспоставен, функционира, така да тука немаме проблем. Дали сте задоволен од својата работа? Еве веќе 2 години сте на оваа функција. Јас никогаш не сум задоволен од мојата работа, никаде, и секогаш мислам дека можам и треба повеќе. Исто така и не мислам дека сум најдобриот што може да врши оваа работа, секако има и други. Така што никогаш не сум и нема да бидам задоволен од мојата работа. Ова ве прашувам поради операцијата Метла или барем најавата на премиерот за реконструкција на владата. Сметате ли дека ќе ја задржите својата? Тоа е прашање за него и како што веќе јам кажано повеќе пати, апсолутно ќе почитувам таа одлука. Каде, во кој министерство сметате дека најпрво треба да се измете? Не, тоа е апсолутно прашање за премиерот. Ние правиме анализи секако во владата. Нормално не сум јас тој кој одлучува. И на основа на очекувања, резултати, ќе се донесат и одлуките, политички одлуки нормално прво, а подоцна и тие треба да се спроведат за тоа каде ќе има евентуални измени. Ве благодарам. Благодарам се.
Така, се враќаме повторно назад во отвореното студио. Го погледнавме интервјуто на колешката Лепа Џундева со министерот Манчевски. Она што можам да напоменам е дека, како што спомена и колегата Чаловски на почетокот, а тоа е дека имаме отворени телефонски линии токму така на оваа тема: јавна администрација партизирана или системски организирана. Вие слободно може да се јавите, да споделите, односно да го кажете вашето мислење, односно да дадете коментар или пак да споделите некое позитивно или негативно искуство поврзано со оваа тема. Па, во контекст на овој разговор кој што Лепа го водеше со министерот и она последното од фокусот, операцијата Метла, како што премиерската метла, која што периодов е многу актуелна. Да, тоа е уште едно прашање на кое што ги очекуваме вашите телефонски повици, оно што јавноста би требало да го слушне како ваше размислување. Ако се земе в предвид извештајот за напредокот на Република Македонија од 2018 година, барем кога е во прашање јавната администрација, таму се вели дека да, постепено се подобруваат работите, дека се зголемува транспарентноста, дека дел од претходните заклучоци се имплементирани. Меѓутоа, препораките велат дека барем кога се работи за јавната администрација, треба да се воведе и успешно да се имплементира мерит системот за позициите во јавната администрација, потоа да има отворена конкуренција за самите позиции и да се има продолжени тренинг програми за луѓето кои што се во јавната администрација, и сето ова се таложи на проценките дека изминатите години во извештаите јавната администрација била место каде што и се складирале некои партиски припадници. Накратко, јас само да напоменам, јавуваат, односно дека имаме гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали сте во програма? Да, ве слушаме. Се извинувам. Во врска со партиските вработувања, сега вака. Ајде, ќе го намалам телевизорот и ќе зборам после. Ајде. Умре тоа пред 10 години. Да извинат сите гледачи ВМРО ДУИ со купени дипломи. Значи, алал нека му на министерот као прво, на времето, јас сум човек од 60 години, се знаеше кој каде треба да работи. А не сега, место на лекар, тоест од млекар, лекар, од кравар, бравар, со купени дипломи, со секаде да се работи, да не можеш на шалтер да отидеш. Значи, а на лекар да ти е страв да отидеш, пошто си подпишуваш смртна казна. Значи, да се изборат и најдобрите доктори и економисти и било што ќе бидат оние што се после 90 до 95 година, дали е економиста, дали е машински инженер, електроинженер, лекар и све. Све што е купена диплома, пошто во секое село отворија факултет, тоа е тоа. Значи, Хвала, пријатно. Ви благодариме на вашето јавување. Сакав да го прашам гледачот, меѓутоа да, фокусот, неговиот фокус беше на здравствениот систем кој што и како е гранка која што постојано треба да се работи во... Така не, навистина значено во секое општество, бидејќи ако немаме добро здравство, што понатаму. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, во програма сте, ве слушаме. Да. Во врска со значи диплом претходно гледач кажа дека ги купувале во времето на ВМРО и така натаму за мали пари, а додека во овој временски, мислам, новата влада сака да направи професионализација на целокупниот систем. Меѓутоа, треба да се обрне внимание уште на почетокот
ова влада почнува да ги прави истите грешки како што ги правеше и претходната власт, која што го изгубе приматот бидејќи правеше огромни грешки. Што сакам да кажам? Значи, во една институција, еве, ќе ставиме полиција, да речем, имате дипломирани сообраќајни инженери и магистри кои што работат во таа институција, меѓутоа во, да речеме, во некој оддел кој што нема никакви допирни точки со таа струка. А додека значи командири, односно заменици командири на тие полициски станици се поставуваат луѓе со педагошки факултет, со земјоделски и така натаму и така натаму. Значи ќе мора оваа влада да обрни поголемо внимание за стручноста на кадарот во одредени институции. Бидејќи тука се работи за човечки животи, односно професионализацијата, значи и школованост на кадарот во одредената полициска станица, да речем. Значи, ќе мора да се обрни внимание за стручноста на одредените кадри. Да, меѓутоа, знаете како, во овие 30 години на оваа држава, како да токму сите институции или пак јавни предпријатија како да служеа за вдомување на одредени личности кои што, и како што сами одвелите, не име местото таму. Ако се земат предвид и сите оние случаи отворени од антикорупцијска неодамна, не знам дали го следевте тоа, меѓутоа се посочи дека државните институции, односно предпријатија биле најатрактивни за токму такви вработувања. Се уште сте на линија или? Ве слушаме. Да, констатацијата ви е сосема на место. Меѓутоа, Европската унија нема да го толерира, односно влезот во НАТО нема да ги толерира овие работи. Секако, да. Што побрзо се превземат такви мерки, значи тоа ќе биде подобро. Еве, уште на почетокот, како што рековте, и премиерот го констатира истото, дека во институциите повторно се зема, јас сум знам младиот кадар да се истакне, меѓутоа имате тука многу стручни лица во одредени области, кои што и овој пат се маргинализирани. Добро. Така. Фала ви уште еднаш на јавувањето, што го споделивте вашето размислување на оваа тема. Ги слушаме граѓаните што е оно што тие го мислат, а ако не се лажам имаме нов гледач на линија. Уште еден гледач на линија. Да, повелете. Сте повелете. Добар ден. Добар ден. Јас бих сакала да зборам за јавната администрација во здравството. Добро. Например, господинот Филипче, кога беше за министер за здравство, беше напоменато дека ќе се формира клинички центар и ќе се намали бројот на администрацијата. Но напротив, согласно нивниот коалиционен патер ДУИ, место да се укинат економските директори, беа ставени економски директори од ДУИ. Значи, бројот на администрацијата се зголеми, место да се укинат директорите. Тоа се 30 клиники. 30 клиники по 1500 евра, секој директор со бруто, тоа се знае колку изнесуваат средствата. А плюс тоа беше кажано дека ќе се укинат и управните одбори. Место да има 30 управни одбори, ќе имаше само еден управен одбор на клинички центар и ќе функционираше со помал број на администрација. А не напротив, сега се пополни и се вработира многу партиски војници, што ова е јасно и дојде на власт, оваа власт, поради тоа што претходната власт правила такви ситуации, партиски ги вработувала лицата во јавната администрација. Господинот Манчевски, како министер, падна на нула, еднаш рече, па правило ВМРО, па зашто и ние да не вработиме лица во јавна администрација. Па тоа не може да биде одговор на министер кој е избран за да донесат нови идеи, да се намали јавната администрација со поврзување на сите министерства, да може граѓанинот полесно да дојде до документи,
што му се потребни, а не да чека со месеци за да се остари да го оствари своето право. А напротив, па уште полошо може да биде, вика нема кадар во јавната администрација за да бидат назначени за раководни места. Многу луѓе што се стручни во јавната администрација. Јас, бидејќи сум работела, знам, има кадри што стварно со интерен оглас, по согласно Законот за јавна администрација, може да бидат именувани. Но бидејќи партиски по нив не се подобни, се ставаат лица што не имаат адекватно образование. Како може да речеме директори во јавните станови да бидат ВД 3 години? Се знае, за да биде директор, се знае само 6 месеци. Треба да се распише конкурс. Значи, не ги исполнуваат условите и затоа се назначени како ВД. Да ги исполнуваат условите, по законски пат ќе бидат именувани како директори. Значи, имаме големи пропусти. Далеко сме ние од Европска унија и реформи да се спроведат во јавната администрација. Добро, кон тоа се стремиме, така? Да, се стремиме, ама во пракса ништо не правиме. Да, затоа се важни реакциите на граѓаните. Така, да. Па еве, како може толку 26 министерства да имаме, 26 заместни министри и стручни соработници. Па ние не сме Швајцарија и Швајцарија има помалку министерства. Па директори, заменици директори. Па да. Каква реформа? Како това е реформа? Ви благодариме на вашето... Ништо, извинете, ви благодарам се на јуво пријатно. Да отстапиме простор, знаете, и за и на другите, да, гледачи. бидејќи исто имаме уште еден гледач на линија. Да, во програма сте, повелете. Повелете. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па се сложувам со еден добар дел од констатациите на претходнава гледачка. Прво, во Хрватска употребуваат еден термин кој што тешко ќе го преведеме на македонски, се вика ухлеблење, каде што партиските кадри се вработуваат, но се разбира на добри места, добро платени. Неколку работи што ги кажува министерот Манчевски не се сложувам, бидејќи тој самиот ведна прилика кажа дека се вработуваат кадри, па и партиски за да се намали одливот на кадри од нашава држава по светот, што е нонсенс. Трето, во држава со 1.500.000 до 1.700.000 жители, скоро 9% да работат во државна администрација е премногу за оваа сиромашна држава. Тоа го нема никаде во светот. Да зема некој плата, а воопшто да не иде на работа, и тоа никаде го нема во светот, бидејќи мора да си ја заработиш платата. Не се луѓето виновни што се доведени во таа стација, виновен е тој што ги примел. Штом го примил, треба да му обезбеди работно место. Со министерот не се согласувам дека од администрацијата бегаат луѓе во невладините организации, меѓународни организации и ред други објаснувања што се не сакам да ги коментирам бидејќи не се точни. Многу мал број наоѓа вработување во институциите што он ги посочи. Бидејќи на запад се знае што се бара. Компјутерџи, медицински персонал и занетчи. Во јавната администрација не се вработуваат вакви кадри или многу ретко. Не идат затоа што се ниски платите. Значи, он треба него јасно да му биде за да вработи некој компјутерџи, треба да го плати, он не може да го плати 100-400 евро и да го задржи. Значи, он требаше да ги објасни овие работи до крај. Занетчиите, да, одат од државава. Ама тие не ќе да работат во државната администрација за 300 евра плата или 350 евра плата. Кога ќе отиде на запад и ќе добие 4-5 пати повеќе тоа. Точно ќе работи стварно максимално, ама и ќе заработи. Да. Не знам со кој оптимизам он очекува позитивна оценка од Европската унија за реорганизација на јавната администрација, кога никаква реорганизација нема. Се ближи тој извештај од Европската комисија, секако. И самиот кажа, на крајот, да не одзема многу време, и самиот кажа дека не е задоволен од неговата работа. Се согласува. И она што сакам да го кажам, а што веќе секој ден се коментира за метлата на премиерот,
Премиерот не треба да земе метла обична што се собираат пајажини мека, да не се оштети зидот или да не се изволка. Он треба да земе метла од пожарникарите. Тоа е посебна челични која ќе мавне и која ќе изгребе стварно мајсторски. И тоа што ќе го изфрли е изфрлено. Добро. Благодариме што го споделивте вашето мислење со нас, а имаме уште еден гледач на линија. И верувам последен за овој блок, да. Нам ни е драго што интересот е голем на вистина. Секако. Повелете во програмата. Добар ден. Добар ден. Што се однесува до јавната администрација, дали е партизирана и системски организирана? Сигурно дека е партизирана. Системски организирана воопшто не е, а дека не е, дискутираме на 27-8 години од кога постоиме као независна држава, нели Македонија, сега Северна Македонија. Најстрашно е што таа ситуација почна со господинот Бранко Црвенковски, кој така го стајба премиер на 27 години, направи што направи, од населението го избрка на улица со Кирил Дегоров, па после и Љупчо, и да не дискутирам сите овие ситуации идат лошо, не идат добро за нас. И добро што вие дискутирате што треба и како треба. Со ваквиот начин на организирање, значи немаме ни партизирана, ни системска организирана. Значи ние за Европа апсолутно не сме. И тоа во Европа има и други, да кажам, овие сега што влегнаа во Европа пред 5-6 години, 10, далеко сме ние од Европа, како што си они далеко од Европа. Значи, сакам да кажам, во јавна администрација ги запослуваат луѓе кои работеле, лепеле плакати друго, трето, пето и нема што да прават, стај го чувар, стај го ова, стај го тоа не се работи така. Само да ви кажам, за 200 евра, како што оваа власт и прошлата власт, истите ВМРО, СДС или СДС и ВМРО, како сакате, за 200-300 евра никој не работи, да се разберем. И сосема е нормално, апсолутно е нормално, дали бугарски пасош, дали друго, дали трето, дали ќе отидат вака, веќе искачат и некои ситуации, конкурси од Запад, за да отидеме да работиме, бидејќи и таму нема, как да кажем, луѓе што знаат да работат еснафи, компјутерџи и друго, трето, пето. Значи, сакам да кажем, начинот на кој сега оваа власт со господинот не води е катастрофална. Као што беше катастрофална и со Груевски. И ваквиот начин на однесување ви гарантирам дека нигде, ама нигде нема да не однесе. Овие ситуации за кои збори метла, тоа се смешни работи за луѓе што не разбират, па дискутират ваква или онаква метла. Ајде за да не ве прекинуваме и за да го задржиме времето, да, бидејќи имаме и други гледачи, воопшто не знам дали ќе можеме да се вклучиме, но би сакал кратко од вас да слушнам, бидејќи рековте катастрофална и за ова и за претходната. Каква власт сакате, ама многу кратко? Да ви кажам нешто. Да, повелете. Да ви кажам нешто. Ако требаше во Македонија, за која дискутираме ние кај што живееме 28, јас имам 58 години, значи сум бил и во комунизмот, да него и социјализмот во Југославија, имаше само единствен човек со сите негови ситуации, и лоши и добри, но еден од политичарите на кој требаше да му верувам и требаше така да организираме. Тоа беше господинот Петар Гошев, кој напушти СДС и направи Демократска партија. Добро. За жал, луѓето околу него, Ристо Пено, Стече Акимовски, Лиле Поповски, да не ги напоменуваме. Дојдоа до кај што дојдоа. Тоа би беше зборот. Фала ви. Фала ви и вам на јавувањето. Да, ви благодариме. Интересно е вака што сакате да ги споделите вашите мислења, да дадете коментар. Меѓутоа, накратко, имаме време за само уште еден и дефинитивно последен гледач. Ало? Добар ден, по програма сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Касно се вклучи во вашата емисија, меѓутоа според насловот гледам станува збор за јавна администрација, партизирана или системски организирана. Да, имавме интервју со министерот Дамјан Манчевски. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Да. Значи, партизирана не можеме да кажеме, затоа што пред 2 години, нели, ако беше партизирана, живи луѓе ќе ги јадеа, па мислам дека останаа. Сега, системски организирана. Ке тргнеме вака.
како што полагаат матурантите во аулите на гимназиите, кај што се поставени компјутерите, јас би повикал по региони, дали ќе биде источен, југоисточен или каков регион, ќе ги соберам административците од фондовите, од подрачните единици, ќе ги однесам, ќе ги ставам и ќе им дадам 3-4 прашања. Напишете го текстот во Word, преведете го тој краток текст од македонски на англиски, напишете ми молба за тоа што станува збор за неписмени луѓе и на крајот сето тоа да биде бодувано и да се каже дека навистина ти административецу не го заслужуваш своето работно место според прописите што ги бараме. И во тие 2 години требаше раководните луѓе да се сетат да направат една мрежа на административци колку им требаат не на ниво на Македонија, на ниво на општина, на ниво на регион. Колку луѓе ќе ги задоволат потребите од типот на фонд за здравство, фонд за земјоделие и ред други работи. Ве поздравувам, ја пратам вашата телевизија, убаво водите и двајцата, убав ден, пријатно. Ви Благодариме на убавите зборови и беше последниот гледаш за денеска. Секако. Ви благодариме на сите кои што се јавивте, но и на оние кои што можеби се потрудивте, но не добивте. Меѓутоа, оваа телевизија, ќе напоменам уште еднаш, е отворена за гледачите, па така и телефонските броеви се постојано отворени. Ќе најдете простор дали со нас, дали со останатите колеги. Ги третираме сите теми и сакаме да го чуеме вашето мислење. Јас и Елена овде завршуваме. Така е. Во продолжение следува блок забавни емисии, малку релаксација, односно Звезда број 1 музичкото талент шоу. Довидување.